Портал Работник на YouTube. Притиснете лайк, subscribe и удрете на звончето. Ќе започнеме прво од нешто што е од интерес, мислам дека особено за оние кои што допрва треба да влезат на пазарот на труд, а тоа е од бирањето на кариера. Што вие би ги советувале младите, кои што доправа треба да започнат со својата кариера, на кој начин да ја изберат истата? Од што да почнат, нели? Да. Она што би рекла дека е клучно кога се обидуваме да го најдеме нашиот интерес или нашата една професија, е да всушност се фокусираме на тоа што нас не интересира. Каде е нашата страст, во што е нашата страст. И тоа би го советувала на младите, на сите оние кои допрва треба да размислуваат, особено средношколците што ја започнуваат четвртата година, сега во овој момент, да си ги постават прашањата што е тоа што сакам да го правам, како изгледам јас во иднината. Тоа е една од техниките кои ја користиме и во рамките на сесиите за кариерно советување. Практично времето што ќе го издвојат за себеспознавање и за истражување на своите интереси сега, во овој момент, потоа ќе им овозможи многу лесно и едноставно да одредат што сакаат, каде се гледаат себе си и како сакаат да изгледа нивната една професија. Некогаш тоа е тешко да се направи сам, затоа тука сум и јас и моите колешки, кариерни советници, кои се обидуваме да им ја дадеме таа поддршка, но еве вака, како би рекла, за оние кои сакаат да се обидат самите, да почнат да истражуваат, да се фокусираат на тоа што нив им се допаѓа, да почнат да прават листа, што е тоа што сакаат да го прават, каде се нивните интереси, во што се нивните интереси, кои се работите или активностите кои им помагаат да им овозможуваат да уживаат, да не обрнуваат внимание на колку време потрошиле на таа активност. Така што од таа листа, од тој список понатаму може да произлезат и идните одлуки. Следното прашање ќе биде за оние постарите, имено ние бидејќи веќе 2 години активно соработуваме со вас на оваа тема и имаме разговарано за ова прашање, но мислам дека ќе биде добро повторно да се навратиме со оглед на тоа дека е од голем интерес. Со оглед на тоа дека има голем број на средовечни и постари луѓе кои се невработени, а кои што би сакале да станат дел од пазарот на труд, односно да започнат своја кариера. Колкави им се тука кај нас можностите да го направат тоа и кои чекори треба да ги преземат за да го направат тоа, од каде и тие да почнат? Да. Во Македонија многу се менува пристапот во однос на возраста за вработување од една страна, а од друга страна пак се менува и побарувачката и понудата на пазарот на труд. Би рекла дека во овој момент сите врати се отворени подеднакво за оние кои се квалитетни, квалификувани работници и кои имаат одредени компетенции за некоја професија. Сега, она што сакам да го нагласам и што сметам дека е исклучително важно кога станува збор за компетенциите. Знам дека ова е болна точка, особено кога станува збор за државната администрација, за начинот на кој што се вработува во државната администрација. Би рекла дека државната администрација не треба да е
не треба да е одредена конкуренција или не треба да е цел на луѓето за вработување. Доколку зборуваме за отворениот пазар на труд, многу е важно секој од нас, тука и јас се ставам во истата ситуација, затоа што се случуваат промени во животот, се случуваат промени на пазарот на трудот, одредени професии згаснуваат, други почнуваат да бидат барани. Многу е важно постојано да бидете отворени или пак да бидат отворени луѓето кон до обука, до едукација. Клучот во промената е во вистинската промена на работното место и во постојаното учење до едукацијата, односно учењето на нови вештини. За жал, не постои повеќе ситуација или работно место каде што сме се вработиле еднаш и тоа ќе биде тоа до крајот на нашиот работен век или до крајот на нашиот работа, и затоа е битна до едукацијата, односно отвореноста, флексибилноста за брзо и лесно да се доедуцирам, да оформам нови вештини, нови знаења и да станам повторно конкурентна на пазарот на труд. Би рекла дека тоа е клучната работа која што може да влијае на вработливоста на повозрастните луѓе. Повторно ќе кажам, постојано се менува пазарот на трудот, побарувачката и понудата, за да може да држиме чекор, односно повозрастните луѓе да држат чекор со таа понуда и побарувачка. Клучно е да имаат отворено, да сватат дека образованието и едукацијата се клучни и важни, и потоа да бараат што е тоа што треба да се доедуцираат, каде тоа може да го изучат и да не штедат време и пари доколку имаат таква можност за да се доквалификуваат или преквалификуваат. И ово го зборувам во секоја струка. Дури и во оние кои наводно личат административни струки, секогаш има нешто што мора човек да се дообразува, доучи, доедуцира, особено ако зборуваме дека голем дел од професиите се дигитализираат, па тоа значи дека треба да познавам некакви дигитални алатки или дигитални вештини дополнително на мојата главна професија, така што мојот совет е да не престануваат да учат. Сега да се навратиме, односно да се префрлиме на нешто што исто така е доста интересно, тоа е алатката која што ни овозможува да бидеме, за да ги прикажеме нашите вештини и можности пред работодавачот, а тоа е CV-то или професионалната биографија. Сега често по веб страните за кариера се пишува за тоа што треба да содржи едно CV. Кои се вашите препораки за тоа каква треба да биде структурата на едно CV за да потенцијално ги импресионира така наречените менаџери за вработување? Не знам, кај нас мислам дека менаџерите за човечки ресурси се задолжени за тоа. Така немаме ние таква, мислам, како што има, да речеме, например, на запад. Регрутери, посебно менаџери за вработување, мислам дека менаџерите за човечки ресурси се задолжени за тоа. Да, зависи во која компанија. Начесто IT компаниите имаат покомплексна структура и имаат служби во кои што во рамките на човечки ресурси влегуваат и регрутерите. Но да, и во голем број од компаниите менаџерите за човечки ресурси се задолжени за селекција и регрутација на нови вработени, а во помалите компании се разбира тоа се собствениците на бизнисите.
Што совет би им дала на оние што сакаат да конкурираат? Целото CV е многу важно да го сватат дека е една форма на лична карта. Лична карта во рамки на која јас накратко се представувам на тој начин што ги истакнувам најважните, најбитните, клучните работи кои се конкретно поврзани со моите знаења, моите вештини и моите способности. Многу е важно CV-то да го отсликува она што јас знам и можам да го правам. И она што е сега многу битно во последно време е во CV-то, ако е возможно, зборуваме сега нели за некој кој веќе има работно искуство. Ќе се осврнеме малку и на оние кои немаат работно искуство, но во моментот зборувам за оние кои веќе имаат работно искуство. Во секоја од работните позиции кои што претходно ја извршувале или ја работеле, да дадат кратко објаснување за тоа кои биле незините обврски за време на работата во таа компанија. Значи, ако јас презентирам дека сум работела во одредена компанија како тренер, еве, например, ќе ја земам мојата професија, убаво е под тој сегмент каде што кажувам во кој временски период тоа сум го работела во компанијата, да објаснам и кои се биле моите обврски или активности кои што сум ги покривала како тренер. И тука треба да влезат сите мали сегменти или делчиња кои го опишуваат процесот. Значи, од организација до планирање на работилницата или на обуката, до закажување на термините, сите тие сегменти, кога ќе ги запишете во вашето CV, говорат за една клучна компетенција, а тоа е организацијски вештини. Така што многу е важно да преку се што вклучувате во вашето CV, имате на ум дека практично секоја една работа која што внатре ја поставувате и негдека одзвонува кај регрутерите со одредена компетенција. И доколку регрутерите бараат токму човек со организацијски вештини, голема е веројатноста да тој човек го препознаат преку вашето CV. Значи, многу е важно во секој од сегментите што ги пишувате во рамките на вашето искуство да објасните и кои активности сте ги извршиле или извршували или кои биле вашите задолженија. Тоа е едната работа. Втората работа е фотографијата. Секогаш е многу спорно дали да има или да нема фотографија на CV-то. Повеќе и не е толку важно и клучно. Да речам дека можеби ќе издадам една регрутерска тајна, а тоа е дека и да нема ваша фотографија, регрутерите најчесто во денешно време веднаш ве бараат на социјалните медиуми. Најчесто тоа е LinkedIn. Ако ви има на LinkedIn... Мислам дека тоа не е баш сега тајна. Мислам, добро за мене, јас сум запознаен со тоа. Лично за мене не беше тоа. Не знам дека го преваруваат, ги преваруваат. Тоа е и логично. Реално, сега со социјалните мрежи. Да, тоа сакам да предупредам дека или како се вика да посоветувам, дека треба да сметаат нашите гледачи дека ќе бидат пребарани на социјалните медиуми. Ќе бидат пребарани преку LinkedIn. CV-то е првиот момент каде што ајде како да кажам, тропкам на вратата и викам добар ден. Но вашиот профил на LinkedIn особено, бидејќи LinkedIn се смета за релевантен социјален медиум кој се користи за регрутација, најчесто и најголем дел од регрутерите, особено за светските компании, пребаруваат преку LinkedIn мрежата потенцијални кандидати.
Значи, многу е важно истовремено да имате свој профил на LinkedIn. Двете клучни работи за да бидете чекор пред сите останати кандидати. Значи, само CV во денешно време нема да ја заврши во целост работата за вас, кај потенцијалните работодавачи, доколку вашиот LinkedIn профил не биде професионално ажуриран, односно не ги содржи истите податоци кои што ги има вашето CV. Затоа потрудете се пред аплицирањето или пријавувањето за работа, вашиот LinkedIn профил да биде подготвен и да биде подеднакво, да ги содржи подеднакво сите информации, податоци, како и вашето CV. И третата клучна работа, која што се надоврзува на ова се и е еден од клучните фактори при вработувањето, е препораките. Во денешно време, многу често, особено во Македонија, работодавачите бараат препорака од претходните работодавачи, всушност знаат да проверат помеѓу своите познаници и да се распрашаат за тоа каков работник сте или како сте завршувале својата работа. Така што бидете сигурни дека ќе имате некого на вашата листа во CV-то кој ќе може да ја даде вистинската препорака или да каже вистински добар збор за вас. Не знам дали доволно опширно одговорив на ова прашање, Бубан, слободно, ако мислиш дека можеме да одиме и подлабоко, стојам на располагање во поглед на CV-то и биографијата. Така, ние ќе отвориме и понатаму низам на прашања во однос на ова, бидејќи сега сме временски ограничени, мислам дека би било најдобро да преминеме на следното прашање. Ако е што е исто така на еден начин поврзано со ова што го зборувавте и сега. Бидејќи вашата работа налага да работите нели со луѓе за нивен кариерен развој. Со поглед на тоа сигурно сте упатени, што очекуваат компаниите од нивните идни вработени. Тука не зборуваме нели за јавниот сектор. Јас се мислам стрикно нели за компаниите од приватниот сектор. Зборувам нели за оние кои што имаат нели имаат по-комплексна структура. Тие што очекуваат од идните кандидати за вработување, нели? Да. Многу интересен овој феномен на очекувањата од двете страни и како тие се пресретнуваат или како да се пресретнат. Јас би рекла дека од моите контакти со работодавачите се повеќе провејува да најдат вработени кои би биле посветени и би биле заинтересирани за работата. Се повеќе клучниот фактор зошто би се одлучиле за одреден кандидат е и причината зошто кандидатот конкурира на тоа работно место. Работодавачите, барем оние со кои што јас контактирам, навистина имаат потреба од вработени кои би биле посветени, кои би биле лојални и кои би сакале барем извесен период од својот работен век да го посветат и да го поминат во нивната компанија. Навистина е тешко и скапо да постојано се менуваат работниците, односно постојано да се воведува нов работник на било која работна позиција, затоа што тоа одзема и време и ресурси, ги чини пари компаниите, така што кога станува збор за
барањата на компаниите, фокусот е ставен на тоа да најдат посветени вработени кои би сакале еден известен период вистински да се градат во таа одредена компанија. Има компании, и тоа не е само случај кај нас, туку и целиот свет, кои што започетна работна на позиција, она што на англиски се нарекува entry level job, бараат да имате работно искуство. Каков е вашиот став по однос на ова? Да, ова е прилично специфично и забележувам дека најчесто предизвикува контраверзија, особено кај младите. Младите велат како јас стварно не знам како да покажам работно искуство кога не сум работел или не сум бил ангажиран. И она што јас кога сега таман и ќе се надоврзам на делот за CV-то, подготовката на CV и нешто што се однесува на оние кои за прв пат влегуваат на пазарот на труд и немале претходно никакво работно искуство. Она што сакам да ги охрабрам сите оние кои сакаат да аплицираат на вакви позиции, да се обидат да помислат што е тоа што го работеле макар и неформално. Може да биде и во рамки на некаква волонтерска активност. Може да биде во рамки на некаков проект во училиштето, на факултетот. Може да биде за време на пракса. Нешто, било што од мене барало некаков ангажман, кој потоа може да биде трансформиран во доказ за поседување на некакви компетенции. Да дадам конкретен пример. Токму летово имав прилика да работам со еден млад човек кој требаше да аплицира на факултет во странство и требаше да го состави своето прво CV. Тој работел во летните периоди како келнер во кафич, работел со деца во рамките на неговото хоби, држал часови, без разлика дали можеби имате искуство на подучување на некој предмет, на некој блиски во вашето обкружување, обидете се да се сетите на сите примери каде што некако сте биле ангажирани или на некаков начин сте имале некаков ангажман, дури да бил неплатен. Не заборавајте, волонтерството е многу важна работа, особено кога станува збор за млади луѓе. Значи, ако сте биле дел од некаква акција, долго сте биле дел од некаква организација на Црвен крст или било која активност, обидете се тоа да го наведете во вашето CV и при тоа да објасните повторно кои биле вашите задолженија. Како келнер или како бармен, вие секако имате минимум 3, еве во моментов, во интерес на времето, конкретни вештини. Едното е комуникацијски вештини, затоа што веќе сте го вежбале моментот на комуникација со клиентите. Второто е справување со проблеми, со стрес, со незгодни ситуации. Уште една многу важна вештина која што се цени во денешно време. И трето, во овој момент вака можам да издвојам и решавање на проблеми, нели? Јас грешивме на рачката, не беше ова што го очекував, сакав нешто друго, барам решение како тоа да го измазнам пред клиентот. Сетете се, значи професијата не секогаш е клучно важна дека вие немате вештини или пак дека не ги поседувате клучните вештини кои всушност се бараат во новата професија. Верувам дека секој млад човек, ако се присети дека учествувал на некоја групна активност во рамките на училиштето,
дека ако ништо друго може да тоа го преведе во тимска работа. И која била мојата улога во тимот, што јас правев во рамките на таа улога во тимот. И кога тоа ќе го наведам во моето CV, тогаш не изгледа баш дека немам ништо и дека буквално ништо никогаш не сум правил. А совет за сите млади е всушност од најрана возраст да почнат да се вклучуваат во некакви волонтерски неформални активности надвор од училиштето. Тоа е мојот најголем совет што сакам да им го упатам на сите млади кои е многу важно да запаметат дека само учењето или само тоа да се биде најдобар во училиште, само тоа да се биде најдобар во училиште, всушност не подразбира дека ќе ми ја донесе утре и посакуваната работа. Петките не се секогаш најважното нешто, особено не во денешно време. Многу повеќе работодавачите бараат и ценат да видат што е тоа што сте правеле надвор од училиштето, од училишните клупи, кои ангажмани сте ги имале, затоа што таму всушност се наоѓаат компетенциите кои тие ги бараат кај своите вработени. И за на крај, колку во Македонија се применува праксата на испраќање на писма за одбивање, нели, од компаниите кон кандидатите? За жал многу ретко и многу малку и сметам дека тоа треба да се смени што поскоро. Сите ние сакаме да знаеме на што сме, не сакаме да живееме во неизвестност и сметам дека треба да стане дел од деловната култура, како што се поставуваат условите за младите кои треба да аплицираат за работа, така и компаниите треба да бидат фер и да ги известат за исходот. Особено ако тие веќе влегле во потесен избор и биле дел и од регрутацијата со интервју.